Продолжуваме. Ние инаку со овој брачен пар продолживме некако и зад камерите да говориме за нивното искуство во Јапонија, па некако учиме сега за некои фини техники, методи, баш кога живеа всушност и таму или кога биле нашите соговорници. Никола и Драгана Стикови денес во нашето студио. Мене ми многу драго што ова е сепак некаков куриозитет да имаме со оглед на тоа дека е постојаноста на трансфер Канада, Македонија, меѓутоа и Јапонија и така натаму. Ти ветуваме дека ова ќе биде најдоброто телевизиско откриштевање, Драгана. Ти ветуваме. Иако знам дека имаш нели јавен говор и си имала прилика нели да споделиш искуства и пред аудиториумот, Никола особено, ова ќе биде баш како едно домашно живачко искуство за сите кои што не гледаат на телевизија. Со Цеце, кога споделивме нели за се што ќе збориме и некако ќе се акцентира сега како конференцијата за наука како тема и велам подготви се само за едно уживачко искуство со Никола и Драгана, иако за прв пат се запознаваме со тебе, Драгана. Не се ни сомневам дека ова ќе биде многу убаво издание на четворица луѓе кои што седеле во своја дневна соба па си говорат конкретно за науката. Добро ни дојдовте. Утре летате за повторно за Канада, така што е фатите. Не, за Абу Даби. Значи сосема друга географија. Светот на дланка. Светот на дланка, така што добро ве фатиме во последни мигови во Македонија, да ви честитаме секако за наградата и само да прашам, бидејќи Никола минатиот пат тоа беше состојба додека со сообраќајниот метеше состојба на умот. Дали утринава пристигнавте безбедно или со велосипеди сте или сепак искористите автомобилот? Бидејќи се наша крвна група, не да друго. Овој пат сепак земавме автомобил. Меѓутоа размислувавме за велосипед. Беше опција, да се предомисливме. Стигнавме на време, дури 20 минути порано. Супер. Онака како што треба. Само да биде појасно за нашите гледачи, до мене Драгана Стикова, инаку директорка на фондацијата Кантарот, и Никола Стиков, основач на истата фондација, меѓу другото и професор на Универзитетот на Монтреал и веројатно една од причините зошто е таа релација Македонија-Канада. Но имаме бројни теми кои што сакаме да ги отвориме, сакаме да ги одгатнеме, сакаме да зборуваме. Ќе започнеме со онаа конференција која што пред малку и Марко ја спомена, наука за деца, веќе неколку години се организира кај нас некаде пред крајот на годината, но она што не потикне е што неодамна оваа конференција беше наградена и тоа е веројатно само еден показател кога вистинските луѓе ги препознаваат вистинските нешта. Она што Драгана ти го споменав и пред малку, би сакала јавно да го споделиме, што вие како организатори на таа конференција сметате дека оваа конференција ја прави да биде единствена на свој начин. Да, и да и биде нели наградата заслужена, бидејќи дефинитивно е нешто што во Македонија беше потребно и како да кажам едно поле или извор на гениални умови за кои што допрва веројатно ќе слушаме. Да. Фала ви многу значи за поканата, најпрво да ви се заблагодарам и за честитките за наградата. Значи, вака сметам дека со конференциите наука за деца нудиме нешто сосема оригинално. Нешто што не само во Македонија го нема, туку и во светски рамки не е многу често. Значи, нема многу конференции за деца. Прво мислам дека фактот што децата се учесници на конференцијата, значи ние им даваме и значки со имиња, значи да се чувствуваат како вистински учесници. Родителите секако не се таму со нив, значи сите се таму сами. Активностите што ги нудиме се необични. Оваа година имавме новитет што имавме деца говорници. Значи децата беа тие што говореа на научни теми. Јас се изненадив да бидам искрена од тие видеа неколку што ги погледна по социјалните мрежи и од начинот на говор, на интерпретација, затоа што јас ќе се присетам во мое време или наше време, кога ќе дојдеше камера во училиште, некако не сите беа расположени да го дадат својот максимум. Сега имаме генерации кои што се многу слободни, многу желни за да направат промени. Веројатно тоа е дигитализацијата и тоа што не се туку сега отворени на тој начин. Децата беа неверојатни, значи тие беа, јас мислам ја како што спомнав, јас и Никола имавме повеќе трема од нив. Значи мислев дека ќе ги фати трема кога ќе видат толкова публика, меѓутоа не, многу професионално си ја завршија работата. Меѓутоа и многу работеа. Многу се трудеа, многу беа посветени. Повеќе од 6 месеци, значи работеа со ментори конкретно на таа презентација. После секако пред конференцијата моравме нели да го доделкаме се тоа да излезе во еден убав 10-минутен пакет, за да можеме нели да го представиме пред публиката. Да, не погрешам. Знам дека во октомври може беше третата конференција поред наука. Октомври, да. Сега ќе биде повторно во октомври 2025, да. Во октомври и сега колку деца дојдоа на оваа научна конференција, ако ги ставиме во некаква архива,
колку деца навлековте да бидат повторно поврзани со науката кај Во нас? принцип горе-долу значи ни доаѓаат околу 100 деца. Сега ги немам точните бројки по конференција, меѓутоа Горе-долу, меѓу отприлика, 100 и 150 деца. Меѓутоа задоволителна бројка е за бројка од 2 милиона. Презадоволителна, да, ние не можеме да ги изменаџираме сите. Ќе ни треба веќе и поголем тим за тоа. Значи доаѓаат повеќе деца отколку што можеме да услужиме тој ден. Да, Но верувам дека тоа е работа која што само ве мотивира и ве радува што имаме такви генерации. Тоа е голем мерак која ќе видиме дека се прави листа на чекање за да се дојде на конференцијата. Никола, ги споменавме овие мали гениални умови кои што навистина имаат што да понудат. Со оглед на богатото искуство кое што го имате во светски рамки, што од универзитети, што од истражувања, што од работа и така натаму, за овие неколку години организирање на оваа конференција, што би споделиле или какво искуство имате со децата во Македонија, во смисла на тоа колку се талентирани, колку се храбри, колку им треба поддршка, каде им се пречките при патот да се пронедат себе си и да изградат една успешна верзија од себе? Значи, потенцијалот сметам дека секаде е еднаков, речиси. Повеќе дали знаеме да го канализираме, да го искористиме. Впрочем, и јас и Драгана сме продукти на овој систем. Ние сме тука образувани и знам дека ние секогаш се чувствуваме инфериорни во поглед на тоа што го има на страна. Меѓутоа, мислам дека некогаш па и на погрешно место ја канализираме нашата енергија. Мислиме дека ако ги освоиме сите петки и сите награди, дека тоа е тоа што ќе ни ги отвори вратите во светот. Додека во реалност потребно е да најдеш некој што може да ти отвори вратата. Концептот на менторство, концептот на некој кој ќе го препознае талентот и потоа ќе покаже како тој талент да излезе на површина за и другите да го препознаат. Значи, наградите не се доволни. И мислам дека тоа што ние се обидуваме како фондација да го донесеме тука е еден поинаков пристап каде што оценките и бројките не се доволни. Релевантни во случајот. Туку напротив, една заедница во која што сите едни со други си помагаме, отвараме врати едни на други, наоѓаме ментори, наши научници во странство, за да ги бутнеме овие талентирани деца да си го остварат својот потенцијал. Тоа е веројатно патот кој што треба да се изоди. Имаме ли вистински ментори тука кај нас? Значи, луѓе кои што не себично сакаат да го споделат изнаењето и да ги однесат децата онаму каде што вистински треба да можат да го искористат својот потенцијал на максимален начин. Без при тоа да се чувствуваат инфериорно, бидејќи некој од универзитетските професори, можеби и ние сме почувствувале на своја бланка дека некој пат се случувало и тоа можеби таа некоја индолентност која што ја покажуваат. Дали е тоа балканскиот менталитет или во светот е така? Нас ни е тешко да генерализираме, посебно затоа што долго време не сме биле во Македонија. Но од друга страна можете да ни пренесете како е надвор. Ете така. Меѓутоа тоа што знаеме е дека повторно секаде ги има тие луѓе, повеќе потребно да се создаде заедница, да се чувствуваат дека не се сами, дека се дел од нешто поголемо. Дека припаѓаат. И тоа ние го правиме. Ние го правиме со македонските научници во странство. Ние имаме една заедница, се вика Сиеста. Преку 350 наши научници образувани во странство, кои што се тука да помогнат со донација на време, на пари, на менторство. Тука во смисла на македонското тло, не се физички тука, но виртуелно, нели, создадовме една виртуелна Центар за напредни интердисциплинарни истражувања, така тоа е полека се вмрежуваме со локалните институции. Значи ние почнавме како научници во странство, меѓутоа гледам дека во УКИМ конкретно има интерес тие научници да се анимираат и ние создадовме еден центар за напредни интердисциплинарни истражувања, каде што полека ги зближуваме научниците од странство и научниците од Македонија. Дел од тие се и ментори на овие деца. Мислите дека, да речеме, преку овој центар се создава таа афилијација, може или пак, да речеме, имунитет се создава кај УКИМ конкретно, да речеме, поврзувањето на овие светски признаени универзитети, а наши? Да, тешко е да се предвиди, нели, овие работи земаат време, не зборуваме за година, зборуваме за деценија. Меѓутоа така почнува. Мислам дека е убав зародиш и еве неколку иницијативи, Буки иницијативата за транскрипција е во соработка со нив. Гледаме да ги каниме на конференции каде што организираме поврзани со нашите истражувања. Мислам дека се е тоа една убава енергија. Најбавото тоа што го спомена во зародиш, да, и кога ќе се потпремна овие конференции кои што ги одржувате, трети нели до сега реализирани, всушност во наше време секој пат нели кога сакавме нешто од научен труд да дознаеме, да обсервираме, да канализираме, дефинитивно тоа беа, да речеме, енциклопедии, книги кои што беа така обемни, нели, со литература. Денес
кај децата или како рече деца утро генерацијата бета која што сега нели допрва доаѓа, тоа сосема ќе биде поинаку, нели опсервирањето од научните истражувања. Да, мислам, Драгана многу подобро го знае тој детски дел, значи таа е повеќе... Ајде, Драгана, да го слушаме твоето мислење. Да, значи Никола е повеќе со големите деца, да речам. Добре. Јас сум со оние најмалите, кои што се уште толку не се толку навлезени во дигиталниот свет. Често ме прашуваат дали кај нас децата сакаат наука, дали кај нас децата имаат кликер за наука. Мислам дека да. Значи, неверојатно се интересираат за се што се случува на тие работилници. Многу сакаат да поставуваат прашања, многу сакаат да учествуваат, често и прават поврзување со нивниот секојдневен живот, па даваат примери од нешто што се случува во нивниот живот. И тоа многу ми се допаѓа. Тоа поставување прашања е многу важно и ние гледаме да го промовираме и преку наука за деца и преку нашата фондација, затоа што сметам дека во македонскиот образовен систем не им се дава доволно простор на децата да се изразат, да го изразат своето мислење и да постават прашање. Често тие деца што прашуваат се вели дека не внимаваат или не знаат. Па често децата не ни сакаат да постават прашање. Да, некогаш се создава една бариера и мислат дека ако прашаат ќе биде погрешно, а всушност треба да им се даде да знаат дека ништо не е погрешно. И мислам дека треба да се смени тој концепт на точно погрешно. Мислам да, секако имаме некои факти кои што се факти и се такви какви што се, меѓутоа мислам дека многу повеќе треба да им се даде на децата право на свое мислење. Значи не треба тие да мислат како наставникот. Напротив, наставникот треба да биде среќен ако децата не размислуваат како некој. Затоа што не може транспарентен и парламентарен секако за сечи дете. Не може да очекуваме дека сите ќе мислиме исто, а сепак светот ќе напредува. Драгана, велиш работиш со најмалите. Сега не знам која возраст е, меѓутоа од 5 години. Добро, идеално. Баш малите. Идеално за моето прашање. Велиме, љубопитноста е нешто што е една од главните карактеристики на децата и убаво е да бидат љубопитни, да прашуваат, да сакаат да истражуваат и да научат нешто ново, но во ова денешно време кога е многу тешко да им се задржи фокусот, нели, и вниманието заради целото влијание од дигиталниот свет, кој е главниот предизвик за тебе за да работиш со тие дечиња и како кај тие деца да препознаеме талент, исклучителен талент, нели за нешто, гениален момент некој, кој што понатаму како ти можеби ментор или останатите луѓе како ментори ќе го препознаат тоа, ќе зборуваат со родителите и нели понатака ќе се насочи детето кон нели остварување на тој потенцијал. Значи вака, јас лично не сум имала некој проблем за задржување на внимание, значи на тие работилници што до сега сум ги правела, а дефинитивно не за време на конференцијата. Ете, работилниците, да речам, траат по 1 час, малку повеќе од тоа, ама конференцијата трае подолго, значи до сега сме имале деца од 5 до 15 години, и тие од 5 години доаѓаат сами, значи родителите ги оставаат, и до сега не ни се случило значи да имаме некој инцидент во кој што... Тоа значи многу им е интересно. Ете, значи некако успеваме да го задржиме нивното внимание, мислам заради различноста, начинот на кој што им ги презентираме работите. Значи имаат комплетна слобода, значи тие да ги прават експериментите, тие да поставуваат прашања, тие да изразуваат свое мислење. Мислам дека на кога на детето ќе му се даде шансата тоа што го прави да го чувствува како свој проект, повеќе се внесуваат. Се случило значи да има малку понемирни деца, јас тогаш им давам опрска. Ако некој видам... Фокусот да го дадат нешто сосема друго и веројатно поинаку се менуваат веќе перцепцијата. Да, им давам некоја задача, ги ставам да бидат одговорни за нешто и веќе мислам дека забораваат дека треба да бидат немирни. Каква е трансформацијата и потенцијалот на самата конференција за сите деца, Драгана, Никола? Па јас мислам дека може треба да ги спомнеме наградите, затоа што нели ние сме отворени за сите деца. Наука за деца е буквално бесплатен ресурс, секој може да го користи, и наставник, и ученик, и родител. Меѓутоа, на конференцијата сакаме да издвојуваме деца со извонреден потенцијал. Дали е тоа извонреден научен потенцијал, за тоа имаме награда Иван Ќостаров, која што ја доделуваме сега до годинава по 3 пат. За сите финалисти практично. И тоа е, значи, секој дете што смета дека има научен потенцијал, го повикуваме да аплицира. Сакаме јато деца да аплицираат на ова стипендија, доделена од професор Венка Симовска во Данска, која сакаше во честа на нејзиниот маж, покоен маж, да ја стимулира новата генерација на македонски научници.
И ова е еден убав начин за деца кои што се амбициозни да аплицираат, ако се финалисти ќе бидат презентери на нашата конференција. Втората награда е пак за деца кои што можеби не сакаат да се надпреваруваат, ама имаат некој добар квалитет за комуникација на наука. Значи ние сакаме да создадеме и новата генерација на научни инфлуенсери. И таа награда е колега Стиков наградата, во чест на мојот татко, спортски новинар, кој што почина лани. За оваа награда повеќе објаснете научен концепт. Направете ја науката интересна. На новинарски начин. На новинарски начин, баш така. Значи да се презентира. Со комуникацијски вештини. Така. Да. Мислам дека од овие две стативи, нели, научен потенцијал, новинарски потенцијал, наука за деца е тука негде да го даде голд. А инаку Многу убаво кажано, да. Виртуелната реалност знам дека беше централна тема нели на претходната конференција и тоа секој пат се менува да речеме на секоја следна конференција, така? Да, во принцип па темата да речам сама ни се кажува. Така траекторија сама некако. Така кажеме годинашна. Кажете ни. Ајде, може да ја најавиме. Сосема некоја убав податок за оние кои што ќе сакаат да следат конкурс да се пријават. Така. Значи оваа година темата е вештачка интелигенција. Некако и очигледно нели, меѓутоа ние можевме ова да го направиме и за првата и за втората и за третата. Вештачката интелигенција веќе беше во зале, ама сметавме дека се уште е рано да можеме да ја популаризираме на начин што заслужува. Мислам дека годинава сме спремни да го направиме. Да, а и треба да се зборува за истата и за незините позитивни и негативни ефекти, особено кај децата, така да бидат свесни. Никола пред малку спомена гениални умови. Како ги лоцирате? Како може еден ментор да препознае некој гениален момент кај деца? Значи, јас би рекол, еден начин е сосем органски. Одржуваме работилница. Еден начин се работилниците. Значи на работилниците се гледа. Веднаш се гледа, откокнуваат тие деца, да, по однесување, по прашање, по начин на прашување, размислување. Веднаш се гледа. А второто е преку... за нас е многу убаво кога сме на работилница и ќе видиш дете кој што едноставно има нешто. И тоа не секогаш мора да биде нели техничката подкованост. Има звезда. И тоа е еден убав начин да се пристапи без да се чувствува леле јас морам да импресионирам. А другото е нели тие што веќе сакаат да се надпреваруваат да учествуваат на овие конкурси и јас се надевам дека и оваа година Иван Ќостаров и колега Стиков наградите ќе добијат многу апликанти. Со оглед дека е во октомври, кога започнуваат обично пријавите за конкурсот? И кога се случува? Па веќе крај на летото, септември. Да, значи сега не летото, така еден месец ќе правиме пауза. Ќе се видиме, значи и ние кон крај на сезоната, за да ги објавиме сите детали. А во однос на претходната или последната завршена, оние кои што ги добија стипендиите, со што се издвојува? Ајде, значи вака, само што прочитав тие деца. Најмамливост имаат можеби. Само што прочитав дека Јаков повторно има освоена прва награда на информатика, да. Ангела Туневска, ние победничката на Иван Ќостаров, само што доби полна стипендија во Нова, ја доби стипендијата Борис Трајковски. И сега проблем е што минатата година една од нашите финалистки, Теа Ангелова, ја доби истата награда. И некако ние постојано ги следиме, значи еве вака од ракав можевме да извадиме неколку, меѓутоа секој од нив има огромни успеси и драго ни е кога ги споделуваат со нас. Верувам и вас е посебно задоволство кога знаете дека сте дел од нивниот пат. Да. Дали мислите кога веќе ја споминаме нели оваа дигитална ера и технологија, дека денес технологијата генерално е демократизирачка во целост, Никола? Може да биде. Зависи како ја користиме. Мудро и паметно, не знам дали денеска се користи, затоа што сепак нели вештачката интелигенција е во експанзија, меѓутоа проблемот со вештачката интелигенција е што ја контролираат многу малку центри на моќ. Големи компании кои што имаат огромни податоци, а не ги споделуваат. Сега, јас се надевам дека за некои 2 до 3 години ние ќе имаме демократизирана вештачка интелигенција што ќе биде на нашиот компјутер, да не зависиме од тоа дали Мета или не знам OpenAI ќе ни дозволат да го правиме тоа што сакаме. Трендот е натака, моделите се отвараат и мислам дека кога сите ќе имаме пристап до тие технологии, тогаш ќе зборуваме за демократизација на технологијата. Така одат работите. Почнува со нели само еден човек има мобилен телефон. Јасно. 90 во Македонија, така, за одеднаш нормално е секој во секој ќоше да го има, да има таа револуционерна технологија. Натака одиме, полека, чекор по чекор. А генерално чините дека еве технологијата и самата дигитална ера денес помага вистински и дава имунитет во образованието и кај нас? Или... Тешко прашање. Затоа што некој пат забележуваме дека има испречување за некои работи. Не знам дали се користи максимално потенцијалот кај детето вистински
фокусот и така натаму. Ние сакаме да веруваме дека човечкиот контакт е клучен. И мислам дека И тие сигурно идеи е така. дека ќе го аутсорсираме образованието на вештачката интелигенција мене не ми делуваат Ние сме реални. old school. Така што сепак на крај се Ние сме сведува на растени во друго време. мислам дека самата дефиниција на зборот интелигенција е тоа што машината не може да го направи. Во моментот кога машината ќе прави нешто што сме мислеле дека е интелигенција, луѓето ќе најдат нешто друго што ќе ги издвои. И на крај сепак ние мораме да работиме заедно во тим, а машините да се тука едноставно да Како да ни го помагатели, олеснат може би исто тоа. образование. Мислите ли Веруваме дека- во контактот со децата. Апсолутно. Мислам дека поготово за малите прави голема разлика. Да. Прашање до двајцата, Никола, од прилика мислам дека ќе го знам, бидејќи тој секогаш ми е Драгана вечен оптимист и секогаш ги релативизира можеби работите и знам дека сака да ги даде можеби нели поддршката и да речеме така, ајде, аманетот што се вели во и во образованието, меѓутоа дали со оваа можеби конференција која што ја правите за децата има надеж дека можеби државниот буџет ќе инвестира малку повеќе и ќе одвои од својот буџет малку повеќе за наука кај децата. И во универзитетите говорам. Иако не знам сега дали е секој пат најрелевантно кога секој ден читаме Никола под прашање дека паѓа рейтингот на нашиот УКИМ, единствениот престижен универзитет Свети Кирил и Методи, некој други одат на погоре на листата, не знам дали тоа е најрелевантно, ама дали мислиш дека Да почнам јас, Ајде, па да. ќе се надовршам. Вака, значи. Прво, државните инвестиции се важни. Нема дилема. Значи, посебно тие големи научни проекти зависат од државите секаде во светот. И во Канада, и во Америка, и во Македонија. За жал, нашиот буџет е далеку помал од канадскиот и американскиот. И од една страна, да, треба да се инвестира повеќе во наука, меѓутоа, ние се обидуваме тоа да го правиме на начин каде што не бараме државни пари, туку наоѓаме приватни инвестиции, многу често од индивидуалци кои што сакаат да промовираат одредено поле или, не знам, одредена идеја. И мислам дека тука немаме култура на донации. Тие универзитети, колку што зависат од државата, зависат и од приватни донации, кои што се огромен процент на нивниот ендаумент, значи на нивното богатство. Стенфорд има огромни кампањи да се донира и ние постојано донираме затоа што Секогаш чувствуваме не контактираат од факултетите, сите алумни ги контактираат. Санта Клара исто, нели, мислам. Секогаш стигнуваат Така мејл. што не може се да биде За натовар донации, на за државата. Да. Посебно кога државата не е доволно моќна. моките така? И мислам дека овој процес треба да продолжи. Приватните лица, корпорациите да препознаат дека треба да се инвестира во науката, треба да се инвестира во децата. А државата е тука да го олесни тој процес со даночни олеснувања кои што не постојат, кои што се многу мали. Во Америка секој што донира добива огромно даночно олеснување од државата. И така ќе создадеме една стратегија. А што се однесува до бројките и ранкинзите, и тоа е некоја игра. Значи треба да се оптимизираат тие бројки, треба да се објавуваат што е можно повеќе трудови и за жал некои универзитети подобро знаат да Знаете, играат прашаат таа тоа игра. што постојано се минува ранкинг листата Така, нели точно е, така на е, универзитетот тук и некој пат затоа и младите од Македонија заминуваат зашто мислејќи дека можеби најпрестижниот во случај наш УКИМ, Свети Кирил и Методи, не ја нуди можности платформата за децата да ги искористат или своите потенцијали да ги искористат Младите максимално. треба да заминуваат. Јас не гледам ништо лошо во тоа. Некои ќе сакаат да бидат дома, блиску до родителите, ќе завршат додипломски науки, па ќе одат на постдипломски на престижен универзитет. Некои, како јас, ќе отидат на рано, значи на 18 години на Стенфорд, И ќе се дисперзира на ваков начин. во еден момент ќе препознаат дека должат нешто на државата што го овозможила тоа. Така што не мислам дека треба да се плашиме И од едното тој и одлив на другото е- мозоци. Па јас би рекла да, треба да одат да видат, затоа што искусат. одењето надвор од твоето матично место дава еден друг светоглед, една друга перспектива на работите. Се отвараат нови начини пред тебе, нови перспективи. Меѓутоа, не мислам дека никогаш не треба да се врати на матичната земја. Ние некако во Македонија имаме обичај да сакаме да се сменат работите, ама некако сакаме некој друг да ги смени. Значи нема никој друг да ги смени, мораме да ги смениме ние. Так. Да, убаво е да се оди на страна, меѓутоа да, убаво е и да се врати назад и да се врати на матичната земја, затоа што сепак
И тука должиме нешто. Точно Така, така. од Ние тука сме излегле продукт на оваа земја Да, тоа и сме што го такви какви што споменавте. сме заради неа и сме направиле тоа што сме направиле во странство заради неа. Затоа што секој посакува да речеме од нас, кој што како велите и вие конкретно двајцата како брачен пар сте продукт на оваа земја и на образованието и Новој систем. често пати и новој систем и често пати вие јас и Цеце сме знаеле да кажеме сакаме да се врати добриот имидж на УКИМ, нели нашиот универзитет кој што регрутира добри намери да речеме во случајот и Знаете како вчера бев на еден настан и исто падна муабет падна УКИМ. Очигледно е фокус тема. Фокус тема, да. Јас вака би сакала да гледам на наука за деца. Значи, наука за деца работи со малите деца, да ги подготви на начин на кој што, да речам, формалното образование не ги подготвува, за да можат тие понатака да знаат што да бараат од образованието и образованието да се смени под нивен притисок. Значи, да мора да се смени, затоа што децата ќе бараат повеќе од тоа што сега го добиваат. Да. И затоа такви сакаме да им генерации покажеме создаваме. дека постои друго нешто од сувопарно повторување на факти, од сувопарно повторување на информации, диктирање на лекции. Да. Веројатно затоа е по тоа прави некаква дистинкција можеби оваа научна конференција која што имате затоа што тука се самите креатори, мајстори и на некој начин се дава можност со таа значка и емблем кој што ќе го носат да бидат представници. Сакам да верувам дека ќе им покажеме на децата нешто друго за да знаат што може, како може и да знаат да си го побараат тоа што им следува. Одлично. Некаде пред крајот, само да ни открие Никола, патот ве носи во Абу Даби, рековме. Меѓутоа ќе биде ќе биде работно истражување. На што ќе се работи и така некако да го заокружиме овој разговор за науката. Ова патување всушност ја става и Македонија во контекст. Значи, јас одам во Абу Даби затоа што имаме проект, се вика Evidence, доказ, и тоа е за научно издаваштво. Создаваме една мрежа на универзитети кои што ќе го поддржат овој проект за научните публикации, научните трудови, да можат да имаат податоци и код, а не само текст. И во овој проект се вклучени NYU Абу Даби, каде што јас сега одам на неколку месеци, Џунтен универзитетот во Токио, каде што бевме 2 месеци лани, мојот матичен универзитет, Универзитетот на Монтреал и УКИМ како европски партнер. 4 земји на различни континенти, за да се создаде една глобална мрежа за револуција во научното издаваштво. Јас би рекол една катарза која што е можеби неопходна. Така што ете, повторно е со Македонија во Одлично. Само да прашаме за крај, бидејќи знам дека минатиот пат го говоревме за секако платформата Буки. Дали се уште има интерес за донација на гласови и ќе потсетиме за сите оние кои што не гледаат во моментот за да направиме добра база детски гласови, знам дека недостасува во тој период и некако апелот беше упатен Никола Драгана до сите гледачи и дали луѓе кои што во моментот не гледаат се од други делови бидејќи диелектологијата е дел од македонската инфраструктура на јазик, дали ги донираа своите гласови за транскрипција на македонски. Значи, јас се изненадив колку беше позитивно ова примено, благодарение и на големи кампањи што ги направија и приватни компании. Телеком, например, објави повик да се донира глас. Сега зборувавме за Телеком, тие би сакале да го користат Буки. Гледам дека многу компании се заинтересирани во ова. Со работа со Нова, во Нова читаат децата. И стигнавме до еден завиден фонд на гласови, 120 часа. Ама сакаме да стигнеме до 600. Така што, да. Ќе имаме повторно кампања и радиолозите го користат Буки, тоа е многу убаво, докторите го користат за транскрипција. Ние сме отворени да во повикот... А новинарите би биле стварно совршен пример за тоа како можеме да ви помогнеме и многу би сакал да сработуваме. Со задоволство. Да знаеме дека можеби ќе бидеме во бројката од 600 донации. Одлично. Ви благодариме многу за убавиот разговор. Се надевам Драгана беше пријатно. Многу беше пријатно. Фала ви многу. Како подобро? Посекуваме пријатен престој во Абу Даби и се разбира со сите новитети и за конференцијата, но и вашите животни достигнувања, професионални, очекуваме повторно тука во студиото. Беше вистинска прилика, се гледаме за скоро повторно,